Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, Христос воскресе! Истина воскресе! Христос воскресе! Истина воскресе! Христос воскресе! Истина воскресе! И радост идол. Ја донесе радоста од денешниот евангелски јут. Човекот кој што боледувал цели 38 години. И за сето тоа време стоел во најголема близина од водите до водите на Силуамската бања, за која што чувме, по еврејски се нарекувала Витезда. Во таа бања еднаш во годината доаѓал ангел Божи и ги раздвижувал води. И кој прв од болните ке влезел во раздвижените води, наоѓал здравје, макар од која болест да боледи. Но од евангелското читиво видовме дека во денот кога ангелот Господен доаѓал за да ги раздвижи водите на бањата Витезда, во бањата имало мноштво на луѓе, народ Божи се собира. И сета таа множина на личности страдала од некоја тешка болест. Секој од тие луѓе посебно доаѓал имајќи надеж дека во тој ден токму тој ќе најде здравје и спасение. Но гледај, едно се надежите на луѓето, а друго вистинските можности. Во таа диспропорција, во тој хијатус помеѓу желбите, сакањата, искањата и можностите се наоѓа животот на секој човек посебно. Како поинаку ќе го објасниме фактот дека овој добар човек цели 38 години чекал да биде исцелен и не наоѓал исцеление. Зошто? Е прашањето што Христос му го постави на тој човек. Бидејќи кога Христос влезе во таа бања, тој не се задржа многу и со никого посебно не разговараше, туку директно се упати кон тој човек и го праша, без да троши многу зборови. Го праша тоа што треба да се праша болниот. Дали сакаш да оздравиш? А овој предпоставува силно изненаден од тоа прашање, бидејќи ниеден друг човек за тие 38 години тоа прашање не му го постави. Рекол, да, Господ, сакам. И гледајте сега, ќе го каже клучниот збор, за да се разбериме себе си, нашата собствена духовна состојба и нашето место во заедницата на луѓе од сите социологизми определени. Сакам, Господи, но немам човек. Кога ќе дојде ред јас да отидам и да најдам исцеление, секојаш некој попарво од мене влегува во водите на бањата. Немам човек. Колку силно одекува тие зборови. Во мноштво на луѓе, бањата била преполна со луѓе.
A ovoj 38 godini stradali čovjek, veli nemam čovjek. Nije to njegovo kažuvanje osobeno teneska go razbiranje silno. V ova vreme, koga čovječko to strada, realno ili nerealno, od vistinski ili lažno postojeći od virus, COVID-19. Nije se sočuvame so preporaki na oficijalnike državni, naučni i crkovni instituciji, so koji što od nas se bara da se uništi zajednica, sekoj da ostane sam so sebe. Preporačuvajki mu ja, така наречената социјална дистанца. А социјалната дистанца доаѓа од еден друг социолошки феномен, познат под името социјална нееднаквост. Посебно таму и онаа нееднаквост која што се однесува на бездната ископана помеѓу пребогатите и сиромашни. И сега, гледајте, браќа мои, мили, ние можеме да бидеме заедно, ама така што ќе се оддалечиме 2 до 3 метри едни од други, така што не смееме да бидеме повеќе од двајца. И тоа води до уште поголемо оттуѓување меѓу луѓето. А оттуѓувањето меѓу луѓето еден од друг е предизвикано од оттуѓувањето на човекот од Бога. И гледајте сега, човекот бега од Бога, бега еден од друг, го бара своето и живее како самјак, фрлен, како фрлен во овој свет, осамен и оттуѓен. Коле Чашуле го употреби најдобриот збор за таквиот човек. Самјак. Човек самјак. Кој што ги развива инстинктите за самоодржување. А инстинктите се карактерна црта, особеност на животните, на безсловесниот жив свет, неологосниот жив свет, што не е човекот не му припаѓа на тој свет, човекот е единственото логосно живот, логосно суштество. Од самиот почеток човекот е создаден како словесен, со потенцијални можности да се обожи. И обожувајќи се себе си, да го ословеси, да го ологоси безсловесниот и нелогосниот свет. И човекот кој што развива во себе животински инстинкти, осебно инстинктот за самоодржување, ја развива себичноста како квалитет на животот. Тој не знае или не сака да знае за другиот, освен за себе си. Никогаш не се прашува за потребите на ближни, на други, но обседнате со своите собствени потреби, со алчноста која што
не знае за крај. И згора на тоа, црквата го губи своето место во животот на современиот човек. И уште таа се прогласува за виновна за сите болести што го нападнале човек. Светиот путир, од кој што ни се дава Христос, лекарот на сите лекари, лекот на сите лекови, нашето спасение се прогласува за извор на инфекција. Деновиве во Струга имавме проблем од оваа природа. Јас искрено да ви кажам, силно сум фрапиран од фактот дека свештенството се откажа од својот народ и покажа со прст на својот народ, прогласувајќи го за виновен на немилите настани. Пази, во Струга одржани во чест на Свети Георги Кападокиски чудотворец, покровителот на нашиот град, нашиот вистински ослободител од сите робства. На што личи кажувањето? Дека поповите и полицајците си ја направиле, си ја извршиле совесно својата задача, ама непослушниот народ Божи е крив за се што се случи. На што ви личи таквиот поп? Кој дар? Православниот свещеник во Македонија од секогаш му служал на својот народ. Живеел и умирал за него, знаејќи дека секогаш кога на својот народ му служи, на Христа Господа му служи. Тури, проблемот да го сведиме на неговата баналност. Факт, дека свештеникот живее од својот народ. Се што имам, Господ му дава преку народот на кого што му служи и зарад кого што е тоа што е. Да се замислиме, браќи и сестри, што се случува со нас, кон каде се движиме. Да не ни се случи повеста со светиот апостол Петар, кој што напуштајќи го Рим во ехот на страданијата на христијаните, се сретна со Христа Господа. На истиот тој пат, по кој што се влегува во Рим и по кој што се излегува од Рим. Христос одеше во Рим, а Петар излегуваше од Рим. Кво вадиш доми? Кај одиш, Господи, го праша Петар Христа Господа. Таму, од каде што ти си одиш. Кому ќе го остави овај кутар народ? Кој ќе го предводи? Кој ќе му го покажува спасението? Патот на спасението. Ако ние, свештениците, предавнички се однесуваме кон него, зашто не забораваме, народот за свое второ име го има името црква. Тој е црквата, не овие бетонски, архитектонски форми во кои што се собираме како црква. Тој е црквата Божја. А црквата Божја е телото на Богочовекот Христос. Негов жив организам. Организмот и телото на вечно распнатиот Христос за наше спасение и за спасението на светот. Амин. Христос воскресе! Христина воскресе!